Добре дојдовте во новото издание на Се за деца. Емисија што носи многу насмевки, корисни совети и инспиративни приказни за најмладите и нивните родители. Денес зборуваме за детскиот сон и зошто е толку важен. Ќе запознаеме млади спортисти што тренираат кикбокс. Ќе дознаеме совети од физиотерапевт по педиатрија, а ќе уживаме и во уште една музичка сладка приказна. На крај малку цртан филм за најмладите. Затоа, останете со нас. Сонот е еден од најважните фактори за здрав раст и развој кај децата. Во првиот прилог, тренерот за спиење Сања Ѓорѓева ќе ни објасни како да им помогнеме на најмалите полесно да заспијат и да имаат мирна ноќ. Сонот е една од најважните тули во развојот на детето. Време кога мозокот учи, телото расте, а емоциите се смируваат. Кога децата спијат добро, полесно учат, се чувствуваат побезбедно и се посмирени во текот на денот. Рутината е многу тесно поврзана и со темпераментот и карактерот на детенцето и тоа родителите треба да го имат во предвид пред да одлучат што ќе прават за рутината, затоа што не постои една унифицирана рутина за сите дечиња која што можеме да кажеме дека е соодветна или на пример кога ќе прочитат на интернет или ќе слушнат, мора да ја прилагодат на нивното дете за да биде успешна рутината. Треба да биде кратка, околу 15 на минути, значи не предолга. Треба да биде исполнета со активности што го смируваат детето. На пример, многу често родителите го бираат бањањето како дел од рутина, пред заспивање го бањаат детето, но бањањето не му прија на секое дете. Кај некои дечиња дополнително им дава енергија, одноставно ги расонува, или откако ќе заврши бањањето на пресоблекување, дополнително плачат и се нервозни, се малце по вознемирени, така што би требало да тие родители треба да го тргнат бањањето од самата рутина, така што треба да се избере рутина која што е одговара на темпераментот на детенцето, 2-3 активности, значи 2-3 работи последователни, кои што ќе ги прават секоја вечер по исти редослед и во собата во која што детето спие, а не низ целата куќа. Ајде ќе почнеме со новороденчињата, значи на почетокот на новороденче му треба најмногу спиење, но и тука имаме и најголеми разлики, флуктуации во тоа колку едно бебе ќе спие или ќе биде будно. Од прилика 14 до 18 часа им се потребни на новороденчињата во 24 часа да спијат. Како што растат, стануваат малце поголеми бебиња, таа потреба се намалува, да кажеме, помеѓу 12 и 15 часа, измеѓу 1 година и 3 години, од прилика помеѓу 11-12 часа. Спиење веќе во предшколска возраст, околу 11 часа, и децата кои што одат во училиште и се во школска возраст, па дури и кај тинеџерите, потребата за спиење е 9 до 10 часа, но не помалку, и секој што спие помалку најверојатно, односно има недостаток на сон. Не така како кога родителот е ненаспан, пробуваат на секој можен начин да заспијат таа вечер, и многу често во тој момент ќе направиме нешто што во моментот ќе ни помогне, но на долги стази прави навика. На пример, нишкање во раце, заспивање со нишкање во раце е една навика од која што еве од искуство ќе кажам дека многу тешко подоцна децата се одвикнуваат, бидејќи нишкањето детето заспива со одредени стимули, додека го нишка на мозочето, главата ги чувствуваат тие стимули, и после ние треба да го ставиме во креветче, во лежечка позиција каде што ги нема тие вибрации и да очекуваме да продолжи да спие. Така што начинот на заспивање има голема улога во тоа како едно дете ќе спие и ќе ја преспие ноќта. Исто така овде чести грешки кои што ги прават, кратење на дремки. Го ставаме будно да биде подолго време во текот на денот, се со цел да спие повеќе во текот на ноќта. Тоа има контраефект, затоа што детето што не спие преку ден нема да спие ни навечер поради одредени хормони како што е хормонот кортизол, кој што се лачи и му дава на детето дополнителна енергија, а не го прави и го држи поспано. Многу често ги заспиваат многу покасно со цел да поспијат малце до покасно. Ова обично го прават родителите чии дечиња се будат околу 6-6:30, но тоа може да има исто контраефект. Ако детето заспие покасно, голема е веројатноста дека навечер ќе се буди почесто и будењето ќе биде пред 6, а не после 6.
Би требало да се види причината за тие чести будења, дали има реална причина, дали е можеби некоја медицинска, дали е гладно детето, дали можеби има слип апнеа, рефлукс, растење, запчиња или било која и друга да е причина. Доколку сето тоа се исклучи, ако е се во ред, најчесто станува збор за навика, можеби несоодветен ред и распоред кој што за возраста на детенцето и секако начинот на заспивање. Во тој случај, доколку се исклучат сите медицински причини, треба да се внимава и да се воспостави ред на спиење кој што ќе биде соодветен за возраста на детето. Например, 12-месечно детенце би требало да има 2 дремки во текот на денот и ноќно спиење кое ќе започнува околу 8 часот навечер и да спие до отприлика 7 часот наутро. Месечарењето кај децата е мистична и недоволно истражена појава. Знае да ги исплаши родителите, но често е помалку опасна отколку што изгледа. Месечарењето е буквално, да кажам, посебна состојба, не се случува нели кај сите, најмногу е изразена помеѓу 4-та и 10-та година. Се случува во длабоката фаза на спиењето, каде што детето телото му е активно, значи може нели да се движи, но не се сеќава воопшто, значи воопшто не е начин спие. Родителите во оваа фаза би требало односно да не се обидуваат да го разбудат детенцето, туку да го придржуваат во патот, например, каде оди и да му помогнат да го пренасочат повторно да се врати во креветот на спиење, да бидат сигурни дека околу него околината е безбедна. Обично ова се нештетни ситуации, односно ситуации кои што се безбедни за дечињата, нели во ретки случаи имало некои опасности, но ако се случува често, и треба да се види причината зошто е тоа така, бидејќи за секоја состојба во спиењето имаме различни тригери. Тригерот кај месечарењето, кај ноќни кошмари или ноќни мори, зависи која фаза се соочуваат, најчесто е премор, стрес одреден, можеби во животот, одредена промена, некогаш и болест, во смисла разболување, знае да биде тригерот, било каква промена во животот на детето знае да биде тригер, но преморот и касните легнувања често предизвикуваат такви состојби во текот на ноќ, така да ако е често се случува, родителите треба да видат која е причината за тоа. Сонот не е само одмор. Тој е основа за раст, развој и емоционална стабилност кај секое дете. Квалитетниот сон влијае на нивното расположение, концентрација, имунитет и целокупно здравје. Затоа е важно родителите да ја постават рутината како приоритет, исто како исхраната или учењето. Па после 10 години работа морам да кажам дека секое дете може да ја преспие ноќта. Има деца кои често се будат, меѓутоа за будењето секогаш има причина. Да го заборават тоа, нели такво е детето, не му се спие, па ајде ќе порасне, ќе го надрасне сонот. Секое одлагање на проблемот носи поголеми последици за здравјето не само на детето, туку и за целата фамилија, за ситуацијата во целото семејство. Така што многу е битно кога ќе се соочат со проблем да не го избегнуваат и да не чекаат да помине, да видат каде е проблемот, која е причината за тој проблем, за да се најде решение. Решение секогаш може да се најде и секогаш има, само е важно они да го посакаат тоа, бидејќи навистина непроспаните ноќи не треба и не мора да се дел од родителството. Добар сон, добро дете, велат експертите, а ние продолжуваме со малку енергија, боречки дух и спорт. Последниот прилог одиме во школата за кикбокс, каде што Мартин Јованов ќе ни раскаже зошто овој спорт е одличен избор за децата. Ќе се запознаеме и со младите кикбоксери, кои ќе ни покажат како изгледаат нивните тренинзи. Во тренирањето кикбокс, во овој спорт конкретно, најчест мит е дека овој спорт е само за момчиња, дека не е за девојки, ама како што може да видите зад мене, има и можеби повеќе девојчиња. Ние во нашиот клуб работиме и со машки и со девојчиња, така да доста популарен спорт во изградење на самодовербата, на дисциплина, на култура. Клубот е насочен за културен и спортски развој кај деца и кај возрастни, така што имаме и од најмала возраст и до најстар.
Овдека моторните способности се разбиваат на принцип да детето прво го учиме рачна техника, па ножна техника и потоа заедно ударите во целост да ги искомбинираме со тоа да дојде до поголемо изучување на моториката и да се поспособни во изведување на вежбите. Меѓутоа, овој спорт морам да нагласам дека има голем удел во психофизичката развиеност кај децата. Нели ги учиме на тој принцип да се развиваат како психички така и физички врз основа на искуството кое го имаме како клуб 5 годишно и јас како поранешен репрезентативец. До сега не се случило некоја сериозна повреда. Повредите се избегнуваат бидејќи се работи повеќе на техника и со добро изработена техника нема никакви повреди. Предуслов за успех дефинитивно на прво место е дисциплина, понатаму е мотивираност кај индивидуата, нели кај секој различно имаме мотивација, но дисциплината дава континуитет и достига некој успех. Не е пресудно нели да има надпреварувачки карактер па да сака се надпреварува, не. Да има дисциплина првично да доаѓа 3 пати неделно на тренинг, да има хиерархија, да знае што е тренер, што е вежбач и понатаму се е полесно. Децата на самоконтрола се учат преку самите вежби на тренингот, каде што реално ние ги нагледуваме цело време како се однесуваат првично према нас, второ према реквизитите и трето кога ќе ги ставиме во спаринг дел каде што треба да се, да речам, надпреварува со друго дете и гледаме да работиме на тоа бидејќи спортистите се препознаени по одлична самоконтрола, тоа доаѓа од континуирана дисциплина кај исти. Тренирам 3 години, сега наредна година ќе тренирам 4 години. Мерак ми е да тренирам овде, каде што можам да станам појак, да имам 2 пати, па за прв пат малку се разочарав, дека не ми беше јасно и плюс тој што се тебав ми беше поголем од мене. И малку се исплашив и се разочарав кој изграв, ама после вториот пат не ми беше и освој златен медал. Првата возраст за надпревари е 8 годишна возраст. Добро е што во нашиот клуб функционираме и со спортски психолози, па некогаш покрај тренерите совет им дава нели психологот, што реално кај нас не е доста многу познат тој дел, меѓутоа се трудиме тоа да го наметнеме за заедно да имаме добар бенефит понатаму. И реално децата се доста многу развиени за разлика од, не знам, ние кога сме тренирале пред 10-15 години. Сега имаат достапи до повеќе технологија, родителите се пообразовани, поедуцирани, децата примаат и реално супер се справуваме со тој дел. Значи, да, имаме деца кои се малце поарогантни, малце се поимаат акционен дух, меѓутоа тоа го совладуваат преку напорот што го добиваат на тренингот. Значи, добро изморено дете е добро дете дома, бидејќи реално ја вадите негативната енергија и оној дел што има повишок на енергија што го викаме и преку тоа некако сплавнува тој дел и тоа го насочуваме потнатаму во надпреварувачки дух што од искуство се покажало многу добро до сега. Оној нели немирен дух да го насочиш во дисциплина, па во надпревар имаме супер резултати. Надпреварите првично како е организиран овој спорт, овие клубови, нашите клубови за кикбокс се дел од Кикбокс и Мајте Федерацијата на Македонија. Федерацијата е дел од Интернационалната кикбокс федерација, Асоциација за кикбокс и Мајтај. Првично секој февруари на почетокот годината се прави државно првенство кое на некој начин е квалификациско за дали борецот ќе продолжи понатаму да се надпреварува во репрезентација или како дел од клубот да иде на турнири, на купови, на првенства светски, европски, балкански, се што е во тој надпреварувачки календар за таа година. Што се однесува до Кикбокс Федерацијата на Македонија е беспрекорно успешна федерација и изминатите неколку години овој спорт можам да кажам со сигурност дека е број 1 спорт, национален спорт со најмногу освоени медали и пехари. Бидејќи се работи за спорт кој е не толку млад во Република Македонија, значи некаде 30 на години и повеќе функционираме како кикбокс федерации и кикбокс клубови. И нината во овој спорт е добра што
имаме некој процес на напредок. Многу од нас кои сме тренери, претходно сме биле репрезентативци, па го насочуваме нашето искуство кон новите членови што се занимаваат со овој спорт и очекуваме и од тие членови понатаму да имаат и они таква желба, нивното знаење да го пренесат на помлади, да отвараат нивни клубови и ние постарите да сме им ветер во грб како што на нас нашите тренери ни биле секогаш. Од спортската сала се враќаме со тема што ги засега сите родители чии деца имаат потреба од физикална терапија заради некоја настаната состојба. Во продолжение преку разговор со физиотерапевт магистер Диана Мариновска, дознаваме повеќе за физиотерапијата во педиатријата. Таа ќе ни објасни како преку игра да ги постигнеме посакуваните резултати кај децата кои што имаат потреба од рехабилитација. Физикалната терапија представува збир од мануелна терапија, хидротерапија и електротерапија. Кај бебињата електротерапија воопшто не се прави, но затоа физикалната терапија во однос на мануелните техники и методи представува невроразвојни вежби кои што го обликуваат развојот и на физичкиот развој, но и развојот на мозокот кај бебето. Невроразвојните вежби покажуваат дека уствари ние го учиме бебето на сите вештини што треба да ги има низ развојот, односно како бебето да се врти, како да седне, како да лази, како да оди, и во однос на тоа ние ги пристапот го определуваме. Што ќе се работи, кои ни се целите, нели, како ќе се однесуваме, дали малку ќе бидеме и построги, дали малку ќе биде повеќе преку игра физикалната терапија. Физикалната терапија кај бебињата гледаме постојано да е преку игра, секако доколку дозволува ситуацијата. Но често пати бебињата и плачат и сакаме да плачат затоа што тоа покажува дека едно бебе препознава дека дошло кај непознат човек, препознава дека ќе вежба, покажува дека му е тешко, покажува дека не сака. Тоа се важни размени непостигнувања од менталниот развој на бебето и сакаме да го имаме тоа како реакција. И можам да кажам дека истите тие вежби кои што ги правиме тука и додека бебето не ги плаче, ако ги прави мајката дома во домашни услови, бебето е многу спокојно, дури и игра и забава му представува. Ако забележат дека бебето е многу згрчено, ако бебето е многу опуштено, ако бебето користи една рака повеќе, сплескано главче или главчето да го држи на едната страна, ако бебето е порано родено, ако имало проблематична бременност или ако имало проблеми при породување. Сите тие се причини кои што покажуваат дека му треба дополнително внимание на бебето. Тоа не значи дека постојано ќе се прави физикална терапија. Многу често кажувам пак дека се завршува се со малку совети со тоа како да се однесуваат родителите дома. Совет кој што го давам на сите родители е како да го подигнуваат бебето со што би го стимулирале развојот, односно нема да му штетат никако. Многу често родителите премногу го чуваат главчето, така бебето не вежба на ниеден начин. Но доколку го завртиме на страна и полека го подигнеме накосо, бебето ќе ги вежба и страничните мускули за вртење, но и за седнување. Исто и за спуштањето надоле. Кога бебето ќе биде поголемо, можеме да го фатиме за рачето и да го подигнеме, му покажуваме моделот на кој што треба да седне. Бебињата не се ставаат да седат, за да научат да седат како кукли, туку треба да се стимулира самото да научи да седне. Родителите се плашат дека ако дојдат на физикална терапија, дека нешто не е во ред со бебето. Но пак ќе нагласам, неколку насоки, неколку совети многу помагаат кај бебињата. И еве да ви кажам еден многу интересен факт.
на бебињата многу често во најголем број случаи не добива дијагноза дури до втората година, затоа што се чека да видиме што физикалната терапија ќе може да направи за тие отстапки што ги има бебето во развојот, што може да се поправи. И во најголем број случаи, 90 и неколку посто во случаевите, физикалната терапија ги решава на сите отстапки, многу мал процент остануваат каде што и физикалната терапија со многу труд и работа не може да поправи голем дел од оштетувањето. Родителите секогаш се присутни за време на терапијата и секогаш учествуваат. Постојано објаснувам што правам и како да го прават тоа дома, затоа што секое дете е различно. Ги кажуваме и вежбите, но и пристапот. Каде треба да биде поупорен, каде треба да се попушти, како да се однесуваат. Некогаш доволно е само родителите малку да го остават детето на само, да издржат мало кенкање или мало плачење, па да бебето направи нешто самостално. За разлика од кога бебето го добива целото внимание, постојано чека родителот да го земе во раце или да го направи движењето наместо него. Например, родителите многу често ги паткаат бебињата на овој начин, каде што се истегнуваат рамените, зглобови, се изместува центарот на рамнотежа, па бебињата тогаш не им правиме услуга, потешко проодуваат. Но доколку ги држиме на крлицата и ги стимулираме да префрла тежина од една на друга страна, да го држи телото самостојно, тогаш полесно ќе зацврсне и ќе направи една свесност каде се наоѓа во просторот и како треба да се движи. Она што го искористуваме кај бебето е пластичноста на мозокот. Преку тие невроразвојни вежби ние усвари го вежбаме мозокот. Сите оштетени клетки во мозочето можат да се порават, да се вратат функцијата или некои други клетки да земат функцијата на оштетените клетки. На тој начин физикалната терапија го обликува развојот и развојот на мозокот на бебето. Мака мачат да го постават бебето на меше, а тоа е основа за развојот на бебето. Еве еден совет како да биде успешно. Може да го стават и на маса за ручење. Бебето да го наместат во позиција зависно од возраста, дали ќе биде потпора на лакти или на подлактица. Дури бебето малку ако покенка може да му пуштат и некоја музичка играчка, да му стават играчки тука и да го занимават. Но многу често е доволно и мајката само да му зборува, да детето ќе ја подигне главата, ќе се заинтересира да се ја пронеде мајката. Заради тој страв и бариери кои што ги имаме кон физикалната терапија, направивме работилници и гимнастика за бебиња како предлог и можност за родителите да се ги научат вежбите заедно во група со други родители, да разменат мислење, да постават прашања и да не е тоа толку формално, да е преку забавна и весела атмосфера, да научат како со бебињата да се однесуваат дома и да го стимулираат развојот. Бојата и музиката на првите 3 месеци се основна сензорна стимулација кај бебето. Така да бебето ќе се сврти по јака боја, особено црна и бела, и ќе посегне да фати таква играчка, таа го стимулира, таму го стимулира видот, кој што се уште се развива во тие први месеци, но не и бежовите бои. Така да секојдневно изнесување надвор, децата да се остават, да шљапкаат во вирчиња, затоа што и тоа носи една сензомоторна стимулација, да се остават да скокнат, да се качат на камче, па и на дрво да се качат. Тоа покажува за дете кое што е многу развиено и не само физички, туку и ментално, затоа што тоа размислува како да не падне, размислува како да се задржи, да не се лизне од дрвото, која гранка е подебела, која ќе го издржи.
како да скокне од камен или од нешто повисоко, а да не се повреди, нели? Не треба да ги презаштитуваме, треба да им дадеме насоки како да се заштитат самите, нели, да внимаваат, ако е мокро да внимаваат да не се лизнат од каменот или од дрвото, ако е темно да внимаваат дека можеби има дупка или има нешто, некоја пречка на патот, но не треба да им се забранува детето да истражува и да се развива преку во најголемата игротека во светот. Како што дознавме, во некои случаи физиотерапијата е неопходна, но не мора да биде и страшна. А во продолжение имаме едно сладко музичко семејство. Следните неколку минути во Се за деца се резервирани за пејачот Иван Јованов од Либеро бенд и неговата керкичка. За прв пат Иван отворено пред нашите камери ќе зборува за татковството и неговиот живот. Ќе ни раскаже како изгледа кога е музиката дел од секојдневието, па дури и дома. Првото чувство, кој да го кажува, нели сите викаат дека е неописливо, и стварно е неописливо. Значи, уште на двајца колеги во бендот им се родија керкички, и како сите се пренесувавме еден на друг, сватевме дека навистина е неописливо, измешано чувство на радост, солзи, радосници, не знаеш дали можеш да ја фатиш, дали можеш да ја гушнеш, дали смееш. Јас се сеќавам бев во болницата Плодност, имаше точно една линија пред мене која што не смеам да ја преминам, смеам само да ги видам. Ние Ивана и така едно убаво искуство, малце не знам кај се наоѓам едни добри час и половина, но потоа бев свесен за радоста што ми се случува во семејството. Името ние уште од многу одамна си рековме, ако имаме керкичка, уште пред да ја направиме дека ќе ни се вика ние, идејата беше на мојата сопруга на Ивана, така да целосно е нејзина идеја. Веќе редовно пееме Ринге Ринге Раја, пееме Happy Birthday, пееме некои мелодии кои што сама си ги измислила, па јас ја повторувам и слично, ама фала му на Господ имаме слух и од мама и од тато помалце, мислам дека ќе имаме музикално девојче. Би сакал да е музички образован. Значи тоа ми е желба, а дали она ќе се бави со музика или не, тоа би оставил на нејзина желба, бидејќи музиката е комплексна работа и мислам дека е тоа само нејзина одговорност дали ќе се бави со тоа. Јас би ја насочил да ја помогнам. Мешај така, мешај. Браво. Би ја насочил само да биде образована околу тоа, бидејќи мислам дека секогаш е добро да се има. Ајде, секогаш е добро да си има школа плюс. И тоа не се песничките сега, зашто по неколку слогови врзуваме прости реченици. Како и секој татко, нормално на моменти ја размазувам, бидејќи поред која гледам од мама, но пробувам максимално колку што можам да влијам со мојот авторитет врз неа, бидејќи не смееме на децата да им дозволуваме премногу, треба да ги наградиме кога прават нешто правилно, да ги искараме кога прават нешто неправилно. И пробувам максимално да сум посветен околу неа, да си играме, да пееме, да правиме работи што треба да ги прави, а не вака да ја истура водата. И времето максимално што сум слободен, најчесто го поминувам со неа. Да речеме, она прави се што не смее да прави додека мајка и би имала одговорност врз неа, јас си дозволувам некои работи како што гледате смоките со тањирче, она обично јаде од тањирче, ама сега е што мајка и знае дека ќе ја кара и мора да се од тањирче, да јаде од тањирче, а јас си дозволувам во глобала повеќе работи од што дозволува мајка и така. Добриот полицаец. Јас сум добриот полицаец. Многу малце лош понекогаш, ама не можам зашто мака ми е најлесно да се ја штипкам и да се ја гневам. Најмногу ме плаши иднината, нејзина, бидејќи во светот се случуваат работи кои што не зависат од нас како родители и не зависат од околината на децата. Тоа искрено највеќе ме плаши, највеќе ме радува тоа што гледам дека е позитивно дете, што сака да се дружи со сите деца. Баш денеска бевме во градинка, имавме некоја детска работилница, правевме колачиња заедно. Видов дека е комуникативна со другите деца, се гушка, комуницира исто како дома, исто бидејќи она е растена најчесто додека беше уште бебе по локали, по ресторани, бидејќи ние сме цело време излезени, активни, се дружиме со многу луѓе и така.
чудесна енергија од татко и ќерка, а сега време е за малку забава за најмладите. Во продолжение е омилениот јунак на сите генерации. Време е за Iron Man и неговите неверојатни пријатели. Во новата цртана серија Iron Man и неговите неверојатни пријатели ќе запловиме во светот каде што технологијата, храброста и пријателството се најмокните супермоќи. Нашиот метален херој Iron Man со својот црвено-златен оклоп и остар ум се здружува со неговите најдобри другарчиња за да ја спасуваат планетата од разни непријатели и понекогаш од сопствените хаотични експерименти. Гласовите во оваа разиграна авантура ги поземуваат талентирани актери кои ги оживуваат хероите со многу дух и енергија, а целата серија е продуцирана од тим што обожава суперхерои, речиси исто колку и вас, децата. Очекувајте акција, шеги, футуристички изуми и пораки за другарство и храброст. Сето тоа во ритм што ве држи залепени за екранот. Iron Man и неговите неверојатни пријатели. Таму каде што секој ден е нова супер авантура. Тоа беше се од денешното издание на Се за деца. Ви благодариме што бевте со нас и нека денот ви биде исполнет со насмевки, љубов и многу детска игра. До следната емисија. Поздрав!